И оваа недела повторно се дружиме со нови интересни содржини од урбаниот свет. Останете тука, почнува новиот Урбан блок, а еве што ќе гледате во него. Во новиот Урбан блок ви откриваме зошто е важно да останете физички активни во време на пандемија. Ви помагаме да одберете парфем и да ја негувате вашата коса во текот на летото и заедно шетаме низ Анталија. Останете тука, по рекламите почнува новиот Урбан блок. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Една од највозбудливите технолошки предности во полето на спортска медицина, атлетика, здравје и фитнес. Да се биде фит не е цел, тоа е начин на живот. Power Plate Studio. Иако пандемијата на коронавирусот не ни дозволува баш најнормално да си ги извршуваме секојдневните обврски, сепак тоа не е причина да престанете да бидете физички активни. А како да вежбате за време на коронавирусот, дознавате во прилогот кој следува во продолжение низ едукативниот разговор со нашите стручни соработници. Погледнете што вели новаа тема нашиот стручен соработник, професионалниот фитнес тренер Далибор Јовановски. Светската здравствена организација на 11 март 2020 година прогласи пандемија на новиот коронавирус COVID-19. Новиот вирус се пренесува од личност на личност, главно со капки, прикивање и кашлање. Бидејќи вирусот може да преживее долго време на тврди површини, можноста за ширење на инфекцијата и со допирање на заразените површини и последователно допирање на очите, носот и или пак устата. Препораките за намалување на ширењето на инфекција со коронавирус вклучуваат засилени мерки на лична хигиена и дезинфекција на просториите. Останување дома како основен начин за ограничување на човековата изложеност на вирусот. Антиепидемиски мерки, привремено суспендирање на образовни институции, ограничена работа на компаниите и препораки за работа од дома, привремена мерка ограничено напуштање на куќата за лица над 65 години, а исто така и продолжување на рутинските активности на отворено, вклучително и редовна физичка активност. Борбата против ширењето на вирусот е итем приоритет за јавното здравство, но нема доволно упатства за јавното здравје за јавноста за тоа како луѓето можат или треба да направат за да ги одржат своите секојдневни вежби или навики на физичка активност. Да спречиме продолжениот престој во куќата да доведе до зголемено седечко однесување, тоест да поминеме многу време на седење и лежење, играње игри, гледање телевизија, користење мобилни уреди и намалување на редовна физичка активност. Ваквото однесување во текот на долг временски период може да доведе до појава на намалена циркулација, мускулна релаксација, вознемиреност, нарушување на спиењето, депресија, зголемување на телесната тежина, зголемен крвен притисок и шеќер во крвта и потенцијално влошување на хроничните заболувања. Но се отвори и прашањето дали е безбедно да продолжиме со редовните физички активности. Затоа консултиравме стручно лице, нашиот стручен соработник Далибор Јовановски од Power Plate, кој во продолжение ќе одговори на сите ваши прашања поврзани со оваа тема. Речиси 4 месеци без физичка активност е веројатно најштетното нешто што може да си го направите себе си. Без разлика дали пред оваа пандемија сте биле редовни во фитнес центрите или вашата физичка активност се сведувала на пешачење и прошетки. Не само што е неопходно да продолжите со физичката активност, туку во вакви услови мора и истата да ја зголемите. Клучна улога во одржување на добро здравје и заштита од секаков вид вируси и бактерии, исклучително и новиот коронавирус, има имунитетот кој го носи секој од нас, но кој за да работи на посакуваниот начин мора да го одржуваме во добра состојба. Многу пати до сега сме зборувале за тоа како влијае вежбањето на имунолошкиот систем, а не е на одмет и да повториме во некоја од следните емисии зашто сега е од особено значење. Но да резимирам, мора да бидете физички активни ако сакате да го зачувате вашето здравје во овие критични моменти. И не само на физичкото. Оваа пандемија остави и се уште остава траги и на менталното здравје кај секој од нас, а тоа се последици кои ќе останат присутни на долг рок.
4 месеци затворени дома, од кои можеби половина во карантин, без дружење, без работни редовни обврски, под постојан притисок и тоа како става последици на психичката состојба на секој од нас. Речиси, не постои некој што не е под постојан стрес и страф, а тоа доведува до анксиозност, несоници, депресии, уште многу состојби, дури и по загрижувачки од физичкото здравје. Исфрлањето на негативната енергија и растеретувањето на мислите и умот со физичката активност е пресудно во овој период, доколку сакате да направите баланс на телото и умот и да помогнете да си помогнете да останете смирени и подготвени да се соочите со последиците кои ги носи оваа пандемија. Сепак се поставува и прашањето, колку е безбедно во ова време да се посетуваат фитнес центрите. Па затоа и решивме на оваа тема да го консултираме нашиот стручен соработник. Еве го неговиот одговор. Да, доколку се следат препораките и од едната и од другата страна, морам да напоменам дека многу е важно сега да одберете вистинско место за вежбање. Дишете со отворени бели дробови за време на вежбањето и затоа мора да сте сигурни дека местото кое сте го одбрале за вежбање е доследно на сите мерки и протоколи. Ние можеме да гарантираме безбедност затоа што обезбедуваме задолжителна дистанца помеѓу членовите. Просториите се постојано проветрени, хигиената е на највисоко ниво и редовно ги дезинфицираме просториите и справите за вежбање. Одберете место кое ќе ги гарантира овие неколку работи затоа што само така е безбедно за вашето здравје и со сигурност нема да даде спротивен ефект. Летото ни пружа на вистина убави задоволства. Уживаме покрај вода и на плажа, но покрај тоа што се грижиме да изгледаме одлично и да бидеме во топ форма, потребно е да се грижиме и за изгледот на нашата коса. А како најдобро да се грижите за вашата коса во топлите летни денови, дознавате токму сега. Нема ништо поубаво од топли летни денови. Летни фустанчиња и ледена лимонада. Но убавото лето може да ни донесе и непријатни моменти, особено кога станува збор за нашата коса. Летното сонце, неподносливите температури и изголемената влажност може да ја оштетат кутикулата на влакното, правејќи ја косата сува, кршлива, груба и расцветена. Изложеноста на сонце може да биде штетна колку и супер топол фен. На вашата коса секогаш е потребна соодветна нега и подхранување, особено за време на топлите и сушни денови. Силното сонце, сувиот воздух, морската сол, хлорот и голем број други надворешни влијанија значително го исцрпуваат влакното со што се губи виталноста на косата. И истата лесно се крши, драстично се суши и се оштетува. Ако вообичаено користите фен, пегла за коса, топли виклери, одморете ја косата од нив, барем во текот на летните месеци. Сушете ја природно кога сте во можност, за лесни, шик стилови. Играјте си со правење плетенки, потоа со полуподигната коса. Сплетете ја влажната коса во плетенка и оставете така да се исуши. Ке добиете прекрасни природни бранови на косата. Ако сепак не можете да се одделите од вашиот фен, користете производи за стилизирање кои не се домиваат, за да ја заштитите вашата коса. Кога ја сушите косата, нека биде на висока температура. Зошто? Всушност е подобро да ја сушите на повисока температура затоа што така ја изложувате косата на топлина пократко време. Откако ќе излезете од морето, измијте ја косата со чиста вода. Немојте да нанесувате шампон после секое миење, но немојте ни да ја оставате косата неизмиена преку ноќта, бидејќи солта ги нагризува влакната и ја суши косата. Заштитете ја косата со пешкир кога сте на плажа и на овој начин ќе го заштитите и лицето од штетното влијание на сонцето. По одморот на море, колку и да се грижите за вашата коса, сигурно нема да помине потполно неоштетена. Затоа скратете ги испуканите врвови и не заборавајте дека редовното шишење е најважен чекор во негата на косата. Морате да бидете нежни со косата во текот на летото. Употребувајте благи шампони и шампони кои се кондиционирачки, кои се помаќе хидратантни затоа што на вашата коса и се потребни природните масноти за заштита од сонцето. Користете шампони со екстракти од бамбус и со алги. Кога можете, завршете го миењето на косата со студена вода. Тоа ќе и даде дополнителен сјај на косата. Топлата вода ја остава кутикулата груба и нерамна, а студената и дава мазност и сјај. Изложеноста на вашата коса и скалп на сонце без никаква заштита е најлошото нешто што можете да го направите. Задолжително користете ливин производи со заштитен фактор, доколку планирате да го поминете денот на плажа или во сончење.
Се разбира доколку не би користеле шешир или капа за заштита од сонце. Доколку се одлучите да користите капа за заштита, задолжително купете капа која ќе овозможи целосно циркулирање на воздухот. Косата која се изложува на сонце често бара редовни длабински кондиционирачки третмани и обновување на хидратација. Користете адекватно богати по состав маски. За дополнително кондиционирање нанесете маската прамен по прамен на целата должина на сува или влажна коса, а потоа ставете во капа за туширање. Летото е добро време да го додадете во вашата слика на нешто ново, но и идеален период да и се обрне внимание на капа и марами за глава. Се разбира, сето тоа е неопходно, а со цел да се заштити не само вашата коса, туку и самите вие од силните сончеви зраци. Фоликулите на косата за време на летото стануваат неактивни, а со тоа доведуваат до голем губиток на коса, односно опаѓање. Затоа, доколку сте во групата на оние луѓе кои повеќе се придржуваат кон природната нега на својата коса, тогаш за решавање на овој проблем за неколку минути тука е цветот на хибискус, кој со децении е познат како лек за слаби корени на косата. Се што треба да направите е да натопите неколку цветови хибискус во сад со вода. Откако тие убаво ќе се натопат, изблендајте ги заедно со кокосово масло. Нанесете подготвената маска на корените и оставете да делува половина час. Убаво измијте маската со вода. Веднаш ќе забележите разликата бидејќи вашата коса ќе биде мазна и свиленкаста. За да ја задржите вашата коса здрава и убава во текот на летото, треба да ја обезбедите посебна грижа. И доколку строго се придржувате до истата, сигурни сме дека ќе го достигнеме максимумот за да ја заштитиме вашата коса и да заборавите на проблеми како што се сува, кршлива, безживотна коса, без јај. Освен што ќе ја хидрирате вашата коса однадвор со маски, кондиционери и други производи за хидрирање на скалпот, задолжително хидрирајте ги косата и скалпот и однатре, а тоа најдобро ќе го направите со конзумирање поголеми количини на вода. Летото е тука, па се што треба да направите е да се придржувате до некои од нашите горе наведени совети, кои сигурни сме дека се доволно корисни и практични за вас. Па ќе можете безпрекорно да уживате во сонцето, морето и песочните плажи. Што друго би посакала една жена, освен совршен изглед и модерна облек? Нормално дека има уште нешто, а тоа е секако добар парфем. Затоа во прилогот во продолжение ве советуваме како да одберете парфем за во лето. За постоењето на парфемите уште од времето на првите цивилизации се дознало од некои стари текстови или од археолошки ископини. Модерното производство на парфеми започнало во доцниот 19 век, со комерцијалната синтеза на ароматичните соединенија како ванилин и кумарин, кои овозможиле создавање на парфеми со претходно недостижни мириси, единствено од природно ароматични соединенија. Зборот парфем, кој се користи денес, потекнува од латинскиот збор перфумус, што значи низ чад. Постојат различни теории за потеклото на парфемите, но најпозната е дека месопотамците, персијците и египтјаните се првите креатори на парфеми. Прв познат парфимер е хемичарката Тапути, која го создала првиот мирис со масла и цветови во Вавилонската Месопотамија. Во Египет пред 4000 години луѓето користеле мириси за секакви работи, од религиозни церемонии до подготовка за погреб и со секојдневна облека. Мирисот се сметал за пот на богот на сонцето Ра и затоа бил нешто свето. Египтјаните имале и бог на парфемот наречен Нефертум, кој носел марама на главата во вид на крин. Нале за парфемите, тие станале уште попопуларни. Во 1190 година, кога парфемите пристигнале во Париз, не од Фиренца. Неговата лабораторија била поврзана со собите на кралицата преку таен премин, за да се избегне ризикот од можна кражба на формулите. Благодарение на Рене, Франција брзо станала една од европските центри за производство на парфеми и козметика. Дури и денес Италија и Франција се центри на европскиот дизајн и трговија со парфеми. Веќе секаде низ светот парфемот е неизоставен дел од секојдневието на еден човек. За волшебната тајна на парфемот се користи музичка метафора, односно се вели дека секој парфем има 3 групи на ноти, кои го додаваат хармоничниот мирисен акорд.
Со време нотите се откриваат со моментално чувство за горната нота, која води до подлабоката средна нота, а основните ноти се појавуваат постепено како последна фаза. Овие ноти се создадени внимателно со познавање на процесот на ветрење на парфемот. Растенијата уште одамна се користеле во производството на парфеми како извор на етерични масла и ароматични соединенија. Тие се најголемиот извор на ароматични соединенија кои се користат во производството на парфеми. Изворите на овие соединенија доаѓаат од различни делови на растението. Секое растение нуди повеќе од еден извор на ароматични соединенија. Например, етеричните делови и семињата на кориандерот имаат доста различни мириси. Листовите на портокалот, неговите цветови и кората се поединечно извори на петитгрейн, нероли и масла од портокал. Кора. Најчесто употребувани кори се кората од цимет и кората од каскарилја. Исто така се употребува и миризливото масло од кората на дрвото сасафрас, директно или прочистена поради главниот дел, кој се користи во синтезата на други ароматични соединенија. Без сомнение, најголемиот извор на ароматични соединенија се цвеќињата и цветовите. Овој извор вклучува неколку видови на трендафили и јасмин, потоа османтус, плумерија, мимоза, тубероза, нарцис, миризлив здравец, како и цветовите на цитрусите. Иако обично не се смета за цвет, неотровните пупки на карамфилот исто така често се користат како ароматични соединенија. Повеќето цветови на орхидејата не се употребуваат во продажбата за произведување на етерични масла или апсолути, освен во случајот на ванила, орхидеја која најпрво мора да биде опрашена и преработена со мешунки пред да биде употребена за произведување на парфем. Парфемите што потекнуваат од свежи зелени билки значат многу повеќе од убав мирис. Тие делуваат смирувачки и од нив се опушта нервниот систем. Ваквите парфеми се наменети за спортскиот тип на девојки. Чувството на свежина што се шири во овој парфем потекнуваат од лесните цитрусови есенцијали. Другите додатоци се прават од зелени мирисни билки. Ваквите мириси најчесто ги следи аромата на морско уревче, што им дава нота на смиреност и хармоничност. Парфемите што се направени од овошни есенции носат добро расположение и ведрина. Овој вид парфем има многу позитивно влијание на нашето расположение. Поради тоа овошната мирисна нота е многу честа помеѓу новите парфеми. Дивната особина ја прават есенции на рози, ванила и мошус. Зрелото тропско овошје им дава дополнителна нота на овошните мириси. Мирисните акорди на цвеќе ги будат нашите сетила, а на телото му даваат нова енергија и жилба за животните радости. Парфемот од посилните мириси како роза, ментол и лимон можат да бидат многу инспиративни. Обично го користат девојки што знаат што сакаат во животот и што се многу амбициозни. Најдобрите мирисни коктели што потсетуваат на цвеќе се изработуваат од мешавина од лилијан, нарцис, роза и нежни цветови на невен. Постојат парфеми што потсетуваат на оние мириси што се шират кога ќе отворите елегантната кутија на вашата пудра. Тие овозможуваат чувство на нежност и топлина. Преку летото овие мириси бараат дополнителна нота, бидејќи се вистински извор на свежина од аромата на лимон или некое друго јужно овошје. Со оваа нијанса на вашиот умилен парфем ќе се чувствувате самоуверено, опуштено и сите ќе ве забележуваат. Нежните парфеми со мирисна пудра се создаваат кога ќе се спојат фините мирисни ноти на роза и ванила. Општо е познато дека секоја сезона од годината си носи и различни мирисни ноти кога станува збор за парфем. А во овој период од годината кога температурите се страшно високи и времето е навистина топло, парфемите освен нивната основна да мирисаат убаво, тие имаат и задача да ве освежат од врелината. Во лето парфемите добиваат посебна магична моќ затоа што врелите денови заедно со врелиот изглед бараат врели мирисни ноти, но сепак нежни и лесни. Овие нежни тонови се многу лесни за комбинирање, но исто така совршено се вклопуваат во атмосферата од најтоплото годишно време. Затоа слободно може да се засладите со мирис, така што ниту една девојка нема да биде толку сладка како вас.
Светот навистина изобилува со толку многу прекрасни места на кои можете да отпатувате и да го поминете летниот период од годината. Токму едно такво убаво место и нашата денешна предлог дестинација, за која дестинација точно станува збор да знавате токму сега. Полека но сигурно чекориме кон летото. А убавите и топли сончеви динови не мамат кон море, песочни плажи и луди ноќни забави. Секој од нас посакува одмор од соништата на некое рајско и топло место, а светот и тоа како располага со мал милион такви прекрасни дестинации кои вреди да се посетат. Земјата која се протега на два континента, Европа и Азија, е една од најпопуларните дестинации за летување. А тоа и не е чудо ако во предвид ги имаме прекрасните пејзажи и песочните брегови, со тоа незаборавниот одмор ни е загарантиран. Еден од бисерите кои ја красат оваа земја е убавата Анталија, која е сместена во срцето на истоимениот брег на Тиркизниот залив. Анталија е милионски град на море, со бескрајна плажа. Тоа е модерен град со мал историски центар, одлични археолошки музеи, долги песочни плажи на исток и на запад, аеродром, преубави хотели и поглед кон планина. Анталија со години е еден од најпосетуваните турски градови. Она што ја прави Анталија толку величествена е градот сокриен под прекрасните плажи, луксузните хотели кои ви нудат се што ќе посакате, но и историските знаменитости кои ја задоволуваат вашата желба да научите нешто ново. Градот го сочинуваат два дела. Современиот, со широки булевари, трговски центри и можности за добар ноќен живот, и стариот дел на градот Калејџи, подигнат околу старото пристаниште. Во овој дел има тесни улички, стари турски куќи, санајчиски работилници кои не се само пример за архитектура, туку и за начинот на живење. Оваа регија изобилува и со други природни убавини како што е планината Таурус, која се протега во позадината на Анталиското крајбрежје полна со борови шуми, реки, водопади, пештери. Песочните долги плажи, тиркизното чисто море, пријатната и здрава клима, хотели богати со содржини и забави, богат ноќен живот се само дел од она што ви го нуди Анталија. Во близина на градот на плажата Лара се наоѓа хотелски комплекси, кои на туристите им овозможуваат уживање во морето, сонцето и природните убавини на најчистиот дел на Средоземјието. Лара е вистински дел од рајот со своето тиркизно сино море, полни барови и ноќни клубови. Што се однесува до сместувачките капацитети, Анталија изобилува со луксузни хотелски ресорти од кои нема потреба да излегувате во текот на одморот, бидејќи нудат буквално се што ви е потребно. Спортски центри, хемиско чистење, изнајмување на автомобили, менувачници, лекарска помош и така натаму. Хотелската понуда е повеќе од разновидна. Во овој дел од Турција има луксузно сместување, хотели со 5 звездички. Хотелите се совршени и за млади парови, и за друштвени, и за семејни одмори. Анталија е најпозната по своите златни плажи. Плажите Клеопатра и Инцикум се наоѓаат во западниот дел на градот и се долги 2 километра. Плажата Клеопатра е позната по митот дека египетската кралица се капела на тоа место. Плажите се преубави, секој хотел има по неколку базени, секој со топогани, аквапаркови, делфинариуми, најразлични терени за спортување и забава. Има сплавови и специјални простори каде се симнуваш директно во длабочините на Средоземното море. Во прекрасните хотели својата соба можете да ја претворите во спа центар и да нарачате третман за лице или специјална масажа. Доколку припаѓате на групата на луѓе кои се обседнати со физички активности, можете да ги посетите и фитнес центрите или да пробате јога и пилатес. Анталија, градот во кој се измешани историјата и културата, го заслужува називот главен град на турскиот туризам, како што и многумина го нарекуваат. Денес овој град живее во златното доба, бидејќи е трансформиран во културно и историско средиште со тематски хотели кои ја представуваат Венеција или катедралите во Москва. Тука се уште може да се видат траги од византиската, римската и селџучката архитектура. Анталија е многу живописен град, обкружен со планини, шуми, медитеранска клима и многу археолошки наоѓалишта. Од аеродромот во Анталија може да се отиде до било кој дел од така наречената Турска ривиера, која ваквиот назив го добива поради природните и историски убавини кои ги поседува.
особено во текот на летните месеци кога улиците и клубовите се преполни со туристи. Има и места со жива музика. Ако сакате рок, техно или хип-хоп, имате безброј опции. Од оваа област најдобра опција е Алања. Изобилува со луксузни ресорти и прекрасни плажи, од кои напозната е плажата Клеопатра, прекриена со ситен песок. Но акцент на ова за младите омилено туристичко место на брегот на Анталија е дефинитивно забавата. Семејствата, особено оние со мали дечиња, можеби повеќе би се пронашле во Сиде или можеби во Кемер. Подеднакво убави секој на свој начин, но заедничко им е тоа што знаеле во што да инвестираат. Луксузни хотелски ресорти кои во текот на одморот веројатно нема да успеете ниту да ги истражите целосно. Заедничко им е и тоа што секој од овие ресорти, за кои верувајте нема да потрошите мало богатство, располагаат со сопствена плажа подготвена да ги задоволи сите ваши сетила. Од анимација до базени, совршено уредени спа центри. Едноставно нема да остане простор да се запрашате што би можеле да правите. Хотелот постојано има извонреден предлог да го исполни вашето време. Историјата е сконцентрирана во Манавгат, па ако сте жедни за истражување, ова е место чии понуди треба да почнете да ги разгледувате. Всушност, каде и да одберете да патувате во Турција, истражувањето на историјата и културата со сигурност нема да ви недостига. Од Истанбул до Кападокија, Бодрум до Анталија. Турција е полна со неверојатни пејсажи кои ве чекаат да ги откриете. А доколку навистина сакате да истражите убавата Анталија, во зависност од вашиот избор, можете да уживате во гледка кон градина, море или неверојатниот луксус, каде имате загарантирана приватност. Во секој случај, релаксираните ноќи и величествените утра ќе бидат дел од вашето искуство, доколку одлучите ова лето да патувате во убавата Анталија. Ве мачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Символ за стручност, професионалност и врвна технологија. Центар за антиејџинг и естетска медицина. Дермабела. Во служба на убавината. Тука е крајот на нашето денешно дружење и сигурни сме дека изминативите 10 минути ги исполнивме со доволно интересни и корисни содржини за вас. Нашата повторна средба е точно за 7 дена, до тогаш не заборавајте да бидете урбани.